Не си нормална. Ќе одиш каде што се пука, кој ќе ти даде поддршка? Сама ќе одиш да известуваш во војна. Ова се дел од највообичаените коментари кои ги добива новинарка која се одлучува да известува во војна во период кога во светот се водат активни војни. Јас сум Ангела Бошковска, новинарка во Радио МОВ, а вие го следите подкастот кој го правиме во партнерство со форумот СФД. Денес со нас во студиото е единствената новинарка која беше да известува од жариштето во Украина, Кристина Атовска. Здраво, Крис. Здраво, фала за поканата. Фала и на тебе што се согласи. Пред да започнеме, ќе споделам дека покрај бројните прилози што ги направи кога беше таму, ти сними документарен филм кој што подоцна испадна, ги документираше сите тие настани од таму што ти можеше да ги просведочиш за период од 3 месеци. И токму филмот беше премиерно прикажан во САД, потоа имаше и неколку проекции кај нас, јас можев да го гледам. Филмот започнува баш со ваква нарација на луѓето околу тебе кои што ти велат колку е тоа опасно и страшно и невозможно дури да се оди да се известува во војна. И од таму првото прашање како се одлучи на еден ваков чекор? Конкретно овој начин на известување секогаш ми било желба, уште од студентски денови земав обуки кои се за воено новинарство и секогаш работев, читав, се надоградував и надвор од формалното образование, да не кажам, а ќе кажам се подготвував за ваков тип на задача. Јасно ми беше дека во Македонија не се инвестира во медиуми и дека нема шанси да заминам во некоја од државите од Блискиот Исток, но кога почна војната во Украина, бидејќи е на европско тло, е блиску до нас, релативно блиску, на истиот континент сме, две држави меѓу нас не делат, така што навистина имав голема желба да стигнам до жариштето и да известувам од таму. Како што кажавте во филмот, ги сублимирав на почетокот сите оние коментари кои ги добив. Не сакавме премногу да оставиме да разговараме за мојата состојба и за тоа како ја заминав и зошто ми беше тешко да заминам, па затоа го смисливме тоа со Виктор Петрески, со мојот продуцент и пријател со кој што и пишуваме сценарија заедно. Смисливме да ги уфрлиме како мала увертира за да може во текот на филмот да се фокусираме на состојбата во Украина. Меѓутоа мораше да се даде еден приказ или едно објаснување во каква ситуација сум таму и како сум всушност отидена таму. Да, кога пристигна таму, како се снајде, што се случуваше? Се најдели со колеги веднаш? Други новинарки имаше ли? Новинарки има многу, значи дека воено известување е машка работа е само мит, затоа што навистина има премногу жени воени репортерки од терен кои известуваат. Морам да кажам дека пред тргнување си ја завршив домашната задача, па од овде ги најдов контактите. Јас кога стапнав на украинско тло, веќе имав контакти логистички од локално население за worst case сценарио, за секој вид на worst case сценарио. Ако останам заглавена со превоз, ако останам заглавена и немам покрив над глава, во секој момент имав број кај кого да се да свртам и да кажам дека имам некаков проблем, така што многу е важно однапред да си ја подготвите да ја најдете таа логистика на терен, а се до останато ми беше барање логистика на терен. Новинари има премногу во некои градови, например како што се Лавив, во Киев, во Харков дури има отворено медија центри, градовите има, тоа е градот го организира, зема едно место и го претвара во медија центар каде што они прават пресконференции, меѓутоа тука има и домашни луѓе кои што може да помогнат со контакти, со некој увид на тоа на која локација што се случува, со барање дозволи за снимање, така што сето тоа можам да кажам дека од терен се снаоѓав, освен овие контакти кои ги имав за најлоши можни сценарија, но таму колегите се сложни, можам да кажам само веројатно по работно време или кога не се на работна задача. Кога се на работна задача, новинарите се новинари, нема никаква разлика дали се овде на пресконференција или се таму во војна, така што додека
трае една работна задача, може да се види огромна конкуренција или борба за конкуренција, или како новинарите се однесуваат конкурентно со сите останати, па не можете многу да се надевате на помош од други колеги. Има ли некоја разлика меѓу, например, новинарки и новинари? Во смисла, ете и помош, некои предизвици кои што може да се соочат новинарките наспроти новинарите кога се во една таква позиција на известување? Па секогаш е многу поопасно ако сте женско. Ева ќе го кажам примерот, јас бидејќи бев сама во Украина, кога стигнав во Лвив, единствен начин да се влезе и да се стигне до окупиран Киев беше со воз. Меѓутоа во тој конкретен период, тоа беа првите денови, во тој воз патуваа само борците кои одеа кон жариштата, бидејќи сите цивили бегаа во другиот правец, доаѓа кон Лвив, и искрено ми беше малку страв да се качам во таков воз и сама да стигнам, и затоа барав други фриленсери со кои што можевме да правиме тим-ап и некако заедно да патуваме за да имам каква таква безбедност. Така што секогаш во овој однос, секогаш од овој аспект, секогаш жените се позагрозени, но кога се работи за известувањето од терен, бидејќи сите останати одат со екипи, оние кои одат сами во такво жариште, од таму користат нивни персонал, значи најмуваат украински сниматели, монтажери, ако се веќе отидени сами, но додека се работи работата нема разлика. Има разлика во вакви моменти кога треба некаде да се стигне, кога треба некаде да останете на спиење, а не ви изгледа многу безбедно. Во такви некои ситуации, во тој аспект, постои поголема опасност за жените известувачки отколку за мажите, но самата работа е иста. Например, ако некој прави линковско вклучување од терен, ако падне бомба или ракета тука, сите ќе бидат исто погодени. Така што во тој контекст нема некоја разлика и навистина можев да забележам огромен број жени новинарки на терен. Кога се вратив од Украина, често го кажувам како една анегдота. Првото нешто што ми го кажа една од колешките беше: ти сигурно не си мажена, чим си отишла во војна. Мислам, тоа е уште еден од митовите, не е нешто што е последица на нашиот менталитет, но тоа воопшто не е така во светот. Сите жени кои одат да известуваат, веќе со години работат како воени известувачки, ниту има ова прва војна, ниту пак се немажени. Неостварени, би рекли. Така што многу жени има и со деца остварени како мајки, што продолжиле да си ја работат таа работа и не гледаат на тоа како што се гледа овде, дека ако стапнеш таму сигурно умираш и тоа е тоа. Така што не, тоа новинарите кои го прават си го сваќаат како работа, секогаш постои опасност нешто да се деси, меѓутоа е работа како и секоја останата. Да, во овој контекст уште едно прашање, кажа дека нели сепак конкуренција, новинари се новинари, и кога се известува без разлика од каква ситуација, новинарството си бара објективност секако. Дали сметаш дека има разлика, например, во пристапот на кој ја пренесуваат информацијата, една новинарка наспроти новинар, во смисла можеби да ти придат некои локалци полесно? Дали мислиш дека твојот род може да ја направи таа разлика? Па апсолутно, луѓето повеќе веруваат на жени. Во мојот случај тоа се потврди како така, како точно, затоа што јас отидов сама и ме примија еден поранешен новинар, еден основач на украинското новинарско здружение. Тој го држеше за солништето во кое што ме зема, меѓутоа да не бев сама и жена, немаше да имам таа привилегија да спијам на безбедно во Киев, бидејќи постои една огромна недоверба кон странци, што е и нормално, логично е, мислам, војната е активна и жестока, така што логично е да се има недоверба, но моментот дека сум сама и жена, некако ја промени состојбата, па така добивав пристап на место на кое што други новинари и немаа пристап. И сега верувам дека кога би имала снимател со мене не би го добила истиот однос, затоа што секогаш кога се повеќе луѓе или па кога има маж, не се чувствуваат толку слободни да веруваат луѓето, меѓутоа во мојот случај се испостави
како точно тоа што го кажа, бидејќи навистина почувствував еден вид на позитивна дискриминација во тој контекст, во контекст на доверба. Така позитивна дискриминација, а од другата страна нешто негативно конкретно? Дали ти се случи некој да не сака да ти даде информација или Секогаш тоа цело време има неколку приказни на кои што навистина многу се изнаплакав, меѓутоа ги сметам за сериозно добри приказни кои што навистина сакав, имав желба да ги споделам со јавноста, меѓутоа луѓето не сакаа да се снимаат и тоа мора да се почитува. Например, за да го ја видам ситуацијата, бидејќи бев во Киев додека уште беше окупиран и уште трае активно војните околу Киев, кога се повлекува и кога се ослободи, имаше еден лик што пише: "Јас сакам да се обидам да го возам Житомирскиот автопат, каде што имаше најжестоки борби", и реков, нели бевме во контакт, реков може ли да се вратам до Ловивце со тебе да дојдам по тој пат. Тој решил да однесе до Киев, освен мене, решил да земе мајка и ќерка. Девојчето имаше рак на мозок и на закажана операција почнала војната и не можеле да стигнат до Киев за да се оперира поради војната, и ова беше прв пат да одат натака. Беше една приказна која што навистина сакав да ја споделам со јавноста, меѓутоа не беа расположени да зборуваат во таква ситуација, не сакаа да зборуваат пред камера и морав да ја почитувам нивната желба. Исто имаше една жена која избега од Харков и кој ме кажа: "Многу сум среќна бидејќи моите беа заглавени во Донбас, а сестра ми е заглавена во Газа. И јас не сакав да го напуштам Харков додека барем еден од нив не тргне да се евакуира. Откако ми јавија моите дека се евакуирани од Донбас, тогаш тргнав и јас, сега уште сестра ми да ја извлечеме и сите ќе бидеме на исто место." И мислам, секој пат кога ја раскажувам оваа приказна, ми доаѓаат солзи на очите и навистина сметав дека е една приказна со тежина која треба да ја слушне јавноста, но не беше расположена, и секако дека мора таквите работи да ги почитувате на терен и мора да се има разбирање дека луѓето се многу сензитивни, многу повредени, и во една таква ситуација во која што навистина дури е тешко да објасните како се чувствувате, затоа што сите чувства ви се измешани. И сакате да се одеднаш да кажете. Да, и е бунило, и е шок, и е болка, и е тага, и тоа мора да се почитува и мора да се има многу внимателен пристап во вакви ситуации. Значи не може новинар да си дозволи да се однесува како што се однесува во вакви услови, како што не знам, бркаме политичари, им ставаме микрофон пред лице во обид побрзо да не ни избега. Тоа не може така на вакви места, односно на места каде што мора новинарот да настапува со едно далеку, неспоредливо поголемо ниво на сензитивност. Да, во однос на подготовките како се спремала, нели споделе, и кај нас курикулумот што е за новинарство не нуди на факултет баш некои подготовки кои што ќе те спремат таму. Знам дека кога се врати го напиша и прирачникот за известување од војна, насоки за известување од подрачја со вооружен конфликт војна, тоа е името. Што вака би кажала најважно што треба да го знае еден новинар ако се одлучи да оди да известува? Па многу работи, можам да кажам дека прирачникот е премногу мал и премногу краток за тоа што све треба да знае еден новинар, меѓутоа почнувајќи од основите. Прво мора да знаете како треба да изгледате на терен во таква ситуација, бидејќи кога ќе излезете на терен, секој излегување на терен во војна ве прави мета. За да не се направите уште поголема мета, треба да внимавате на многу работи, на боја, на како излегувате, што носите со себе. Не смеете да носите дречливи бои, не смеете да носите милитаристички бои, затоа што тоа ве прави таргет. Не смеете да бидете на место каде што има војни активности, мислев во смисла на тоа каде се прегрупираат, каде има војска, секогаш е цел на напад. Така што почнувајќи од тоа што се треба да се носи со себе и како треба да се изгледа на терен, па се до тоа како треба да се известува, со каква сензитивност, како треба да им се приоѓа на луѓето на вакви места. Пак ќе кажам, многу е краток за тоа што се треба да знае еден новинар, и мора исто така да се има предвид дека
на терен, од далеку во војна, новинарот, снимателот и фотографот изгледаат различно. Говорот на телото им е различен, поставеноста им е различна и од поголеми далечини снајперисти или војници може да не ве препознат дека сте новинар, бидејќи сите стојат така како што стојат. Камерманот кога стои вака може да оддалеку изгледа како да држи золја или некој помал проектил, а фотографот кога стои вака изгледа како да е снајперист. Затоа всушност по правило треба да се носат големи маркации и ознаки дека си прес, но во новиве војни тоа и не помага, па новинарите на терен се малку во дилема дали да истакнат со поголеми букви дека се прес или да ги извадат комплетно пресознаките, бидејќи во последниве војни, во последно време, постои еден тренд кој што и намерно се покажаат новинари, па голем дел од колегите се чувствуваат побезбедни ако ги извадат сите пресознаки. Дури и тоа ако значи цената на нивниот живот. Апсолутно. Знам дека имаше, не знам дали во филмот или после тоа изјавено дека во Македонија нема опрема, која што е воена опрема за воен известувач со прес, како ја набави и како знаеш што се треба да носиш, што се да се понесеш. Па, знаев затоа што во моите студентски денови, како што кажав, јас од секогаш ми била желба да станам ваков тип неизвестувач. Имав една многу добра обука, всушност врз основа на таа обука се подготвував, знаев се што треба за на терен и врз тоа кога го споив со искуството повраќањето, така се роди прирачникот практично. Но навистина е тешко во оваа држава, бидејќи прво нема луѓе што се обучени да ве обучат, нити па луѓе обучени да ви предочат што и како треба да правите, како треба да се однесувате на терен и што тоа значи воопшто. Значи имаме нула информации за овој тип на работа. Другиот проблем е што не можеше никој да ми најде барем еден сет на опрема. Некои наши постари колеги се сеќаваат дека некогаш имало некаква донација, биле дадени некакви панцири шлемови. Никој не може денеска да ги најде, никој не знае каде се, така што не постои такво нешто. Јас се обратив до новинарските здруженија, меѓутоа не можеа да најдат, за нама конкретно не можеше да најде барем еден пар заштитна опрема, ниту шлем, ниту панцир. На крај бев приморана едното да го позајмам од нашата полиција, другото од нашата армија, да им ги извадам ознаките и да прешијам пресознаки, така што практично импровизирано отидов и морам да кажам дека таа опрема е неспоредливо потешка од новинарската заштитна опрема која тежи максимум 5 килограми, а од она опрема која што јас ја носев тежи вкупно 20 килограми. Сето тоа го носиш сама, кога стигнеш. Апсолутно, тоа нема кој друг. Така, знам дека спомена преска кога би имала снимател, со тебе требаше да дојде уште некој. И сега медиумот за кој што тогаш работеше кога се одлучи да одиш, мислам, предпоставувам ти даде некоја финансиска поддршка, но колку е важно да ти даде настрана од дома поддршка од пријатели, медиумот и морална поддршка финансиска, дека некој тука е зад тебе, на сето тоа. Па тоа е пракса секаде во светот, освен кај нас. Кај нас прво не се инвестира, тоа беше на моја волја и секој што се обидува да го направи биде на негова волја, така што не може многу да се надева на поддршка од медиумот, инаку од она што го забележав како работат сите останати медиуми на терен, па можам да ви кажам слободно дека навистина им завидувам. И јас би сакала да сум на терен со тој степен на безгрижност. Прво да таму со неограничени финанси, второ има луѓе кои од дома ја работат целата работа за нив. Друг организира, друг ги бара контактите. Тие на терен ја работат само теренската работа и се грижат да си ја сработат работата живи и здрави. Не се занимаваат со тоа дали ќе имаат пари да стигнат до некаде, дали ќе може да стигнат до некаде. Сето тоа некој друг го прави од редакција.
Така што навистина не можеме никако да се споредуваме, меѓутоа ево ова ќе кажам беше моето заминување беше по партизански, така на терен работат исклучиво фриленсери и тоа претежно фриленсери фотографи, бидејќи тоа е единствениот материјал кој што можат веројатно да го продадат на странските новински агенции, но навистина би сакала да и еднаш и јас да излезам на терен со таква поддршка и со толкава поддршка во секој смисол на зборот за да можам на терен само да си ја работам мојата работа без да мислам на сите останати работи кои се клучни за всушност да си ја сработам работата. И безгрижно, како што рече. Дали после од кога се врати ти пристапија некои новинари дека не знам би сакале да одат и они следно или нешто такво? Не баш, барем не од држава. Сретнав по форуми на Балканов, сретнав млади студенти кои од Босна, од Србија, кои рекоа и мене ми е тоа желба, меѓутоа сите ме разубедуваат. И секогаш мојот совет ќе биде не се откажувај од желбата no matter what. Бидејќи тоа е најважно кога за нешто имате страст да го работите и нешто сакате да го работите. Тоа е тоа. Едноставно треба да исклучите цела надворешност и се што ви вика не. Тоа е се што имам да им кажам на младите новинари, но во Македонија не можам да кажам дека некој сум видела со ваква желба. Впрочем, снимателот кој што требаше да дојде со мене, ние може би 10 години наназад разговараме за тоа дека ако некогаш одиме, ќе одиме заедно, бидејќи тоа беше и негова желба. Но желбата се промени во 5 до 12 пред тргање, затоа што веројатно кога му стана реално заминувањето, тогаш преовлада стравот, да. Да. Добро, пред да те прашам што е следно за тебе, би те прашала дали може би размислуваш во иднина да не знам, да правиш некоја обука за некои помлади колеги понатаму. Нешто што и те фали. Ете прирачникот како поидовна точка, но некаде каде што би го споделила твоето и тоа како богато искуство. Ова се надоврзва на претходното прашање, кога би имало интерес, радо би. Мислам со задоволство, јас сум многу благонаклонета кон млади луѓе, особено кон студенти, но не можам да видам интерес во држава. Кога би имало интерес, со задоволство би го направила тоа, меѓутоа како што ме праша и преска, не сум видела некој во Македонија да изрази интерес за да присуствува на таква обука. Сите прашуваат за такви обуки, меѓутоа никој нема интерес да каже јас би сакал да бидам дел од една таква обука. Морам да кажам, во последно време има неколку академии на европско тло кои нудат ваква обука, но тие се на едно ниво неспоредливо, бидејќи мојата обука во моите студентски денови беше обилна, но беше само теоретска. Она што сега постои во Европа за тие обичуваат новинари и хуманитарци кои одат во такви небезбедни зони, тоа е и практична и теоретска обука што многу значи на терен, бидејќи едно е теорија, друго е пракса. Никогаш не може да предвидите како ќе се чувствувате кога првата бомба ќе падне до вас или првиот пат кога животот ќе ви биде во опасност. И денешниве академии европски навистина добро го смислеле тоа, имаат цели воени полигони, пукаат за да за психички да ги подготват луѓето и на звуците и на мирисот постојан на барут и така што јас радо би сакала да спремиме, да подготвиме млади новинари за што би сакале да одат. Што би сакале секако да. Честите прашања кои те прати, никој не може да те прати во војна. Така што се останува на желба и секаде во светот е така, и во сите, во најголемите, во најдобрите редакции во војна одат оние кои изразиле желба да одат. Не се праќа секој новинар. Сега големите европски телевизии имаат по 3 екипи, минимум 3 екипи воени известувачи и ги ротираат на секој 2 недели. Меѓутоа повторно не се праќа новинар кој што не е подготвен или не сака да известува од таков регион. Сепак како што рече и желбата е најважна. Тука си сега во Македонија, некој период од кога се врати, на што работиш во моментов и што е следно за тебе?
Сега отворивме интернет телевизија idmedia.mk, од сега водам моја емисија се вика Лавиринт, која е посветена само на надворешни прашања, на надворешна политика и на безбедносни прашања, бидејќи би сакала во иднина и да ја продолжам праксата на воено известување. Мислам да не се разбераме погрешно, јас навистина навивам да нема војни никаде во светот, но реалноста не вели така. Реалноста вели дека секогаш има отворени жаришта некаде, било каде во светот и секогаш се во различни региони, така што мојата желба е да продолжам да работам на вакви места и токму затоа мојата емисија се фокусира исклучиво на надворешна политика, на глобални прашања, на безбедносни прашања, па понатака ќе видиме. Со Израел сакав да заминам, но немав многу среќа со добивањето акредитации поради ситуацијата сега знаете каква е и она огромна хуманитарна катастрофа и криза која што се случува во моментов. Некако не се израелците склони да пуштат новинари од помали држави, помали медиуми, акредитации во моментов добиваат само големите медија, аутлети, така што не бев во можност, а знаете дека без акредитација не смеете да тргнете. Особено кога е војна, бидејќи во војна владее Маршалов закон, има посебни правила, секако се тоа позатегнати правила и новинар на терен или снимател или фотограф, 세едно, кој ќе биде затекнат да снима или да работи новинарска работа од терен, а нема акредитација, одма по автоматизам му следат 8 години затвор. Така што без акредитација никако никој не смее да помисли да стапне во завојувана држава. А во Украина би се вратила? Секако, особено затоа што таму се уште имам многу драги луѓе и поради мојата финансиска состојба со која што бев, јас бев повеќе на снаоѓање и сите тие луѓе кои ми ги отворија и вратите и срцата и ми помогнаа да стигнам до одредени локации, како што е например во окупиран Киев, назад во Харков. Сите тие ми се драги луѓе што навистина повторно би сакала да ги видам, но би сакала да ги видам и да одам и во другите делови од Украина каде што не бев, како што се Одеса, Херсон и другите жаришта, но во окупираните територии се уште е невозможно да се влезе поради другата страна, поради окупаторот. Да, се надевам ќе имаш можност да ги видиш и во незавојувано, кога ќе се надевам. Набрзо. Се надевам за Одеса, велат дека еден фантастичен туристички град и навистина би сакала да го видам неразрушен од војна. Ти благодарам многу што се согласи да бидеш дел од овој подкаст и благодарам што не следевте. Благодарам на поканата.